Знаеме дека на Европското првенство 2020 за прв пат учествува 24 репрезентации. Можам слободно да кажам, мада во спортот никогаш не се знае, дека овој пат можеме слободно да се пригласиме за фаворити за пласман на европско надпреварување. Последните два надпревари со максимален респект према сите репрезентации, према Турција, како што ќе видиме домаќини, према Грција во Кажани, иако сме фаворити, ни треба максимален пристап за да можеме да рачунаме на максимални 4 бода и 2 победи. Мислам дека покрај нас поискусните кои сме долго време во репрезентација, младите играчи треба да ја преземат со голема одговорност и со тоа да се спремаат самите себе и нас да не спремаат да на светското правенство во Германија за 2 месеци. Преземат многу поодговорно овие два надпревари и дојдат многу добро за да можат да подигнат својата самодоверба. Ние секогаш сме тука да помогнеме колку што треба, меѓутоа мислам дека треба да се искористат овие два надпревари, не очекува одлична атмосфера, познавајќи ја битува и ливната ракометна публика. Тие го знаат ракометот, како и највачите во Скопје и мислам дека максимално ќе ја искористиме ова недела, овие 7 дена. Турција секогаш сме поминувале добро со Турција, меѓутоа знаеле да дадат добар надпревар. Меѓутоа ние треба да се гледаме нас самите себе, да се подготвуваме, да пробуваме некои нови работи, како што кажа, младите да понесат поголема одговорност, а со тоа и самите да се спремат за она што ги очекува, затоа што многу пати до сега ни се случило дека за еден подобар и поголем успех на едно големо надпреварување, дали е тоа светско или европско правенство, е потребна подолга клупа, поголем и поквалитетен ростер и мислам дека овие два надпревари се идеална прилика за да го добиеме тој ростер и да го добиеме тоа потребно самодоверба за она што ни престои во блиски дни.